Се одржаваме од гранични инспекторати дека не утврдиле незаконско градење на Липашината џамија, повикувајќи се на конзерваторското решение. Но сите знаеме дека во конзерваторското решение член 6 стои децидно дека мора да се има одобрение за градба. Што како човек на влада ќе преземете понатаму? Добро. Знаете дека одржав средба со Сдруженијето Совест, одржав средба и со дирекцијата на вакувите која што е одговорна за изградбата. Точно е дека постои конзерваторско решение за конзервација и реставрација, како што е точно дека нема и одобрение за градба. Одлучивме сензитивен период. Доаѓаат избори, Охрид е примерна со животот и на меѓурелигиското разбирање, да ова прашање заедно на заеднички состанок после 5 мај седнеме во владата и го изнајдеме решението. Законите треба да се почитуваат во државата, но истовремено да ги почитуваме и сите други околности кои што се важни за сите граѓани. Апелирам пред се до Охриѓани, но и до сите во Република Северна Македонија со целосна почит меѓусебна, со меѓусебно разбирање, да продолжиме во рамките на законот и во рамките на соживотот и во рамките на нашата меѓурелигиска разноликост, која што е богатство на оваа наша земја, да ги изнајдеме начините за решавање на ваквите проблеми. Се гради. Апсолутно, минарето е запрено, не се гради. Она која што Ние гледаме постојано слики дека се гради. еве после состанокот кој што го одржавме, сопрена изградбата на минарето, таму до каде што е стигнато, и тоа го правиме со редовни контроли, дел се и цивилни контроли од делот на владата и од мојот кабинет, сопрено е минарето да се гради. Во моментот знам дека може да се прочистуваат каналите околу самиот објект, кој што е во рамката на одржувањето на самиот објект, заради тоа што сите верувам дека ги испочитуваат своите ветувања и дадениот збор, за да можеме навистина во духот на Охрид, во духот на ова наше богатство, да го најдеме решението на овој проблем.